Добра вечер, почитувани гледачи, еве во уште едно издание на емисијата Заспи ако можеш. Јас сум Драган Милосављевиќ, низ неа водам од студиото сам, иако се разбира преку апликацијата Zoom. Со нас ќе биде повторно и мојот колега Горан Момировски, кој што веќе го имаме на екраните. Верувам дека во овој момент се обидуваме да воспоставиме контакт напоредно со него и со господинот Владо Сугаревски, поранешен директор на РЕК Битола. Дали ќе успееме, ќе видиме, имаме одредени проблеми со тонот кај господинот Цугаревски. Горан мислам дека е веќе подготвен. А што се однесе, еве го Горан, поздрав за тебе, колега Горан. А во студиото вечерва го имаме втор пат за релативно кратко време господинот Ѓорги Манасков, претседател на Стопанската комора за енергетика. Добра вечер. Добро вечер. Да, не е случајно што ве викаме по втор пат во нашата емисија господине Манасков, од едноставна причина што денеска официјално е прогласена енергетска кризна состојба во Македонија во траење од 30 дена. Влегуваме во еден специфичен момент, политиката настрана, оваа енергетска криза секако долгорочно ќе се одрази и на стандардот на граѓаните, и на фирмите, и на државата во целост. Вие сте човекот кој што, еве јас ќе кажам за да не морате вие, пред месеци и месеци предупредувавте дека ќе дојде до ова, меѓутоа вашиот глас долго време беше осамен, напросто ве игнорираа, односно не прифаќаа дека тоа што го кажувате ќе излезе токму вака како што рековте и еве сега се обистини. Точно. Добро вечер уште еднашка. Драго ми е што ме повикавте во емисијата. Денеска сакам баш деталите да ги објаснам стручно околу целава состојба што се случува и што ќе се случи и како се планира сета ситуација да, ако има можност да се среди и што може да се направи најдобро за компаниите и граѓаните на Македонија. Така, во овој момент, да кажам, мислам дека е и не потребно да се зборува што можело да се направи. Ние зборувавме минатата емисија што треба да се направи ако се действува на време, но меѓутоа тоа не се случи. Сега веќе после завршената битка генерали не се потребни, меѓутоа да видиме што понатаму. Што точно значи енергетската криза официјално прогласена и какви реперкусии произлегуваат од самото прогласување на енергетска криза? Енергетската криза што денеска уредбата ја прифатија и ја назначија како таква, е многу доцна. Со самата енергетска криза, што министерот Бектеши и сам си призна дека некој ќе сноси одговорност, верувам дека и премиерот Зоран Заев знае дека цело време се обидував и апелирав преку јавноста да навремено се реагира, доведе до моментот каде што граѓаните се испаничија и се исплашија и додека они цело време веле дека се е под контрола и дека нема потреба од паника и дека нема да се случи да цената на струјата рипне. И тоа се случи и тоа граѓаните рефлектирано на изборите му одговорија не. Значи, доколку премиерот ја гледа оваа емисија, може да заклучи дека неговите луѓе у суштина го уништија него и Дуи Али Ахмети, тоа се министерот Бектеши, Васко Ковачевски од Електростопанство на Македонија и регулаторна комисија претседателот Марко Беслимовски, кои што не сака никако да го послушаат гласот ниту на МЕПСО, кој што јас како претседател на Стопанска комора за енергетика, без разлика што апелирав и постојано се борев да најдам начин да се најден можности за сето ова да времено да се стопира. Сепак МЕПСО е институција државна која што има изостаноци, има и можности да на многу пати им укажат дека нешто не е во ред и дека треба навремено да се преземат мерки и при тоа да се најде начин да сето ова што се случи да се стопира. Да, значи тоа е, мислам дека тоа го разјаснивме. Меѓутоа, што сега? Што значи оваа енергетска криза? За многумина од граѓаните не е точно јасно. Знаеме дека недостасува енергија, знаеме дека ја купуваме од странство по многу поголеми цени од колку што треба. Знаеме дека РЕК Битола одвај почна да работи со еден блок, вториот
се надеваат до крајот на неделата дека ќе се вклучи третиот, веројатно никогаш, иако непотребно ширија оптимизам дека е тоа возможно. И сега во оваа ситуација што значи тоа? Министерот Бектеши денеска вели рестрикции на струја нема да има. Вака, рестрикции на струја нема да има, али затоа ќе купиме струја која што ќе чини многу пари. Тие пари се сепак пари на народот. Значи, имаше две варијанти. Едната варијанта е да се купи електрична енергија, со тоа што и да се искористи потенцијалот на енергијата што имаме во Македонија. Таа енергија што имаме во Македонија, со дополнителната енергија што ќе ја купиме, да биде потребна за да не ја покачуваме струјата на домаќинствата и на граѓаните. А дополнителната електрична енергија која што плюс ја докупуваме од надвор, значи што ја земаме или увезуваме, ние немаме во моментот електрична енергија, да може да ја даваат на универзалните снабдувачи кои што ќе најдат добар начин да со одредена цена плюс цената која што они ја стават како маржа, ја продаваат пак по некоја коректна цена за да не го осетат и компаниите. Така. Сега, доколку се воведеше генерален план, што верувам дека навремено да се почне сето тоа, ќе може да се направи и одреден рестриктивен план како и да се штеди, за да не може после нова година да почне струјата да се зголемува за 10, 20, 50 и повеќе проценти во делот на електричната енергија. Да, рекоа дека према граѓаните и домаќинствата, додека за компаниите, така, тие сепак увезуваат струја од берзата на Хупекс и нивната цена ќе расте. Така. Меѓутоа, господинот Бектеши денеска потенцираше дека до нова година нема да има поскапување на струјата, а потоа се прават напори тоа поскапување да биде најминималното што може. Меѓутоа, медиумите излегува, а и тоа не успеа никој да го дементира, чином, со информации дека 8 до 9% ќе поскапи струјата најмалку. Некои шпекулира дури до 20%, зборуваме за домаќинствата. Значи, тоа е рапидно зголемување на цената. Тоа е рапидно зголемување и ќе има и повеќе зголемување, затоа што процентот дали ќе биде 8, дали 9, дали 20, 50, во моментот никој не може точно да го предвиди, затоа што струјата која што ние имаме во земјата, се уште не знаеме на што сме. Работи еден блок. Денеска пушти. На река, да. А колку јаглен имаме? Најавија дека следната недела веќе се очекува големи невремиња, се најавија дека почнува снежен бран да се шири во Европа и према Македонија, а тој бран ќе допринесе да камионите кои што ги планираат да пристигнат со јаглен, да не можат да се прекачат преку Плетвар и при тоа да немаме доволно количини на јаглен, затоа што кога ќе падне снежната покривка, нема да можеме ние да вадиме ни дополнително јаглен и ова малку што го имавме, ја мислам дека или е потрошено или ако има нешто плюс да се доизвади, така да не може многу да се надеваме на таа опција дека Рек Битола ќе може нешто многу да не снабдува со електрична енергија. Така. Горан, во овој момент се шпекулира, ти го следиш тоа прилично сериозно овие денови, се шпекулира дека во Рек Битола има околу 40.000 тони јаглен, што е доволно за 4 дена во случај да работат двата блока, со оглед на тоа дека дневно се трошат околу 10.000 тони на јаглен за потребите на река. Да, тоа е информација од пред неколку дена. Сега веќе ситуацијата не знаеме каква е, тамо постои строго чувана тајна за резервите на јаглен во Рек Битола, меѓутоа како и да е, дури да се повеќе од овие количини што ги зборуваме, очигледно е дека се заканува сериозна криза со Рек Битола. Значи имаме два моменти тука. Едниот е набавка на јаглен и вториот е функционалност на системот. За функционалноста на системот вечерва сакаме да разговараме со господинот Владо Сугаревски, човек кој што десетина години на почетокот на независноста на Македонија бил директор на Рек Битола, директор на столбот на македонската државност, македонската независност, вели тој, не само енергетска и економска, туку општо независност на Македонија. Сега да се обидеме дали господинот Сугаревски не слуша во оваа емисија, доколку не слуша, добро вечер.
Тој не слуша, меѓутоа очигледно дека имаме некој проблем. Добро, тогаш ќе направиме вака. На почетокот малку јас ќе бидам дел од емисијата, потоа ќе се исклучам, а ќе го вклучиме господинот Сугаревски на поинаков начин, не ве и за драгана информација, си наши пријатели. Мораме да се снаоѓаме. У крајна линија и денеска почна вонредната енергетска криза. Неверојатно гледав преска на Телма. Колечката Наташа Стојановска имаше емисија, ги викна тројцата луѓе кои што се можеби најмеродавни во моментов да разговараат, дават информации за она што се случува на Македонија на ова поле. Беше директорот на МЕПСО, Куштим Рамадани, беше Васко Ковачевски, директорот на ЕСМ, во чија надлежност се нели подружниците во рамки на тоа и РЕК Битола, и беше Марко Бислимовски од Регулаторната комисија за енергетика. Искам да бидам од тоа што го видов од нивните ликови, не се пишува добро на Македонија. Ковачевски тврди дека нема да има рестрикции на струја, не може да објасни како ќе се постигне тоа, меѓутоа еве да му веруваме, но од друга страна кога зборува дека ќе има незначителни зголемувања на цените на струјата, тука веќе искрен да бидам не можам да верувам заради тоа што на мала математика денеска се зборува за зголемување на цената на струјата од 8-9%, нели, што е нели на 2000 денари, да речеме 2200 денари, и тоа мисли чини дека македонскиот народ кој што трпел многу проблеми ќе го истрпи. Меѓутоа, ние овде зборуваме за цена на струјата која што во моментов РЕК Битола ја чини 37 евра, а во исто време имаме договори кои што ги постигнуваат македонските државни институции, ЕСМ, МЕПСО, по цена од 211 евра. Тука е разлика од 6 пати повеќе. Како ќе остане сумата, цената на електричната енергија само 8-9% навистина неверојатно. И уште еден абсурд, ако би дозволите да кажам на почетокот од таа емисија што гледав на Телма со Наташа Стојановска, многу добра емисија за да видиме всушност во каква катастрофална ситуација сме по сите основи. Дури тројцата гости, да ги повторам уште еднаш, Куштим Рамадани од МЕПСО, Васко Ковачевски од ЕСМ и Марко Бислимовски, шефот на Регулаторната комисија, нема одговори на елементарни прашања кои што ги интересираат сите граѓани. Јас бев навистина вџашен, не можев да разберам што се случува. Нема одговори зошто досега сите овие месеци наназад не се мислело на оваа работа, кога и нашиот вечерашен гостин со месеци апелира дека мора да се преземат мерки. Некој не преземал мерки и сега тука се поставува логично прашањето дали можеби некој намерно калкулирал со сумите кои што сега ги плаќаме 6 пати поголеми, да повторам уште еднаш, од цената на чинење електричната енергија што се произведува во РЕК Битола. Значи, работи кои што една работа е политичката одговорност. Втората работа е кривичната одговорност. Овде, освен тоа што граѓаните може да останат без основното човеково право на енергија, на струја за домаќинствата, значи бебиња да се бањат, да се загреваат деца, училиште и така натаму, ние овде зборуваме за потенцијална корупција. И на сето тоа, министерот Бектеши вели дека одговорноста ќе дошла по решавање на енергетската криза. Значи, практично, енергетската криза ќе ја решаваат истите тие кои што не пуштија во ова енергетска криза. И тоа е едно неверојатен однос кон македонските граѓани, кон тие што Горан, тоа е истиот однос како по ковид кризата и пожарот, кога беше побарано министерот Зенко Филипче да остане за да ги решава на зголемените проблеми во здравството, иако јасно е дека повеќе од јасно е дека негова е во најголем дел вината за тоа што се случува. Практично се повторува патерно, така се изразуваме. Дали можеме дека да замолам господинот Вало повторно да се обиде да контактира, се обидов да извршам нешто на компјутерот, дали го слушаме? За жал, не знам навистина, иако комбинациите покажуваат дека е добар. Одиме со другата варијанта, јас сега се повлекувам, господинот Владо Сугаревски, да повторам уште еднаш, еден од директорите на РЕК на почетокот на независноста, човек кој што во стрж го знае системот на РЕК Битола, кој што во едно време беше и практично казнет, протеран заради неговите идеолошки, да речам, предиспозиции. Но тоа нема да го зборуваме вечерва, не е вечерва тема политика, ќе зборуваме за системот на РЕК Битола и како се случи Македонија да остане без
изворот на 70% од електричната енергија. Дополнително само да кажеме, тоа ќе го каже нашиот гостин во студиото, хидроелектраните се на минимумот, нешто што да се согласуваме сушна годината, меѓутоа некој за ова мораше да мисли порано. За сега толку од мене, се враќате ви во студиото, а со господин Влади Сугаревски јас ќе се договорам сега веднаш како да се вклучи, да го имате него барем во емисијата до крајот на оваа емисија. Горан, би сакал да ти искористам за уште една работа, току што стигне информација дека иако се уште не е официјално, премиерот Зоран Заев ќе го одложи поднесувањето на оставката се до стабилизирање на земјата, а како еден од аргументите за одложување на оставката е можноста Македонија да ги започне професорите со ЕУ до декември. Преговорите со ЕУ се стара приказна, но што ќе смени тоа? Почеток на преговори нема да го избрише фактот дека Зоран Заев се изрезели себе си, собствената партија и македонската демократија и македонскиот политички систем. Не ќе да зборувам наистина, ми се чини дека тој калкулира да види дали во четврток на таа дебата за доверба на владата што ја поднесе по иницијатива на опозицијата, ќе има доволен број гласови да се спаси, дали тоа што оставката не го спасува практично од заминување од премиерската позиција, дали ќе биде тоа во сабота кога ќе заврши дебатата или можеби за 10 дена, сосема неважно. Зоран Заев купува време, според мене купува време за да подзачисти некои ситуации, некои состојби кои што можат веднаш да го однесат во затвор, во притвор поточно, но еве да не должам многу, да оставиме повеќе време за нашите гости. Јас сега се исклучувам, останувате во студио, а Влади Сугаревски ќе го добиете малку подоцна. Добро, да. Горан, поздрав за тебе. Да, значи официјално еве и на Фокус излезе информација од СДСМ дека господинот Зоран Заев успел да ги одложи двете оставки на неодредено време. Кога мислиме двете оставки, мислиме на оставката во партијата како претседател и како премиер на владата. Добро, што е тука е, веројатно ќе имаме можност сето тоа да го следиме и понатаму, односно ќе имаме веројатно току сигурно. Ние се враќаме на ова што ни е нас круцијално за вечерва. Господине Манасков, одговорноста си јасно е каде е поставена, тоа е во ред. Меѓутоа, круцијалното прашање над сите прашање е како понатаму. Во ред, сгрешија властите, меѓутоа сега што? Јасно. Сега вака. Кај нас во Стопанската комора за енергетика добивме денеска барање да се свика собрание при тоа што да се превземе сериозна одговорност према надлежните кои што веќе ја направија грешката што ја направија. Ние побаравме 6 точки кои што бараме за да го спасиме, да ги спасиме и компаниите и граѓаните. Кои се тие 6 точки? Едната ќе објаснам, па така поред и доколку има прашање може слободно ме прекинете. Првата точка е да се намали данокот од 18% и при тоа да додека трае кризата, не само енергетската криза од 30 дена, него целокупната од што би траело околу 6 месеци, да компаниите не плаќаат воопшто данок на сметките за електрична енергија. Тоа ќе допринесе да компаниите малку од малку го намалат, значи на 0% да се укине 100% данокот, да компаниите производот што го произведуваат или компаниите кои што имаат продажба или било што, ги задржат цените во мало продажба и голема продажба, а на тоа ќе им помогнат и на граѓаните да едноставно, затоа што платите нема да рипнат, ниту пензиите ќе се зголемат, ќе остане моментот да некако се најде спас, да сепак производите не одат многу нагоре, а да продолжи да се некако неутрализира оваа енергетска криза. Значи, една од точките е данокот од 18% да се укине на сметките на компаниите. Добро, колку е тоа возможно, колку е тоа објективно и реално, затоа што се работи за сериозни пари во буџетот на државата. Се работи за многу сериозни пари. Па сега ако прегласила енергетска криза и ако со самата енергетска криза ставаат точки кои што ќе бидат во иднина. Кои се тие точки? Еве пример, една од точките е дека ќе се формира комисија, 4 члена и ќе биде 4 години. И во иднина ќе ги прати сите случувања кои што би се случувале доколку настанат проблеми, хавари, недостатоци на електрична енергија и така натаму. Тоа е нешто кое што доколку го имавме, или она е втората точка, да ние постојано бараме да се формира Министерство за енергетика. Министерството за енергетика
Тој ќе си го имаше во самиот склоп на Министерството, и ќе си имаше таква комисија, и ќе го пратеа како ние што го пратиме како комора, они истото ќе си го пратеше Министерството и немаше да дојде до ова што дојде. Без разлика што сите го најавуваа, дури сега чека избори да поминат и смета дека народот ништо не гледа и дека доколку им се укаже се е под контрола, е навистина под контрола. Значи народот сепак гледа. Народот сепак имаше раскинување на договори од универзалните снабдувачи и при тоа цените кои што им се раскинати. Затоа Кабинетот за правни работи при Стопанската комора за енергетика доби многу барања каде што сакаат лично да поднесат тужби до надлежните кои што ги донесоа нив да ги раскинат договорите, затоа сакаат поврат на средства. Што се случува сега со самата енергетска криза? Кој ќе им плати на компаниите, затоа што цената веќе е раскинат договор, значи дека нешто не е во ред. Да. Што ме раскина договорот? Значи они сега мора да купуваат електрична енергија по многу повисока цена за компаниите, а го склучиле на година дена, на 6 месеци. Значи до следниот јуни месец, претежно компании кои што се големи компании, огромни компании, тоа за нив во самиот производ, значи многу. А не само што плаќаат сега електрична енергија, доколку сакаат да излезат од било кој од лиценцираните снабдувачи, на крајниот снабдувач ќе плаќаат уште плюс 50%. Значи може цената да им рипне и до 2 пати, дури до 3 пати повеќе. Сакаат да бидат обештетени. Значи, владата мора да ги обештети сите компании затоа што не успеа, а таа одговорност е одговорноста која што Електростопанство на Македонија не застана и да каже, слушате, избори се во ред, него дај ние да се бркаме работата. Или министерот Бектеши, да, јас сум министер за економија, дај да си ја завршам стабилноста и при тоа нека си течат локалните избори. А он цело време изјавуваше дека се е под контрола, цената е малку рипната, дупло и така натаму. Сепак оваа одговорност пред да замине Заев, премиерот, верувам дека ќе направи разрешување на тие директори, затоа што тие се причината поради која што нивната партија изгуби и граѓаните на тој начин му вратија и затоа он почувствува болката и даде оставка и побара можност да се повлече од целата состојба. Кажете ми, меѓутоа, еве господинот Ковачевски се очекуваше од некоја причина дека ќе поднесе оставка, меѓутоа тоа не се случи. Па да е коректен, само една работа ќе ви кажам. Господин Ковачевски е инженер. Доколку работел приватно, имал некоја машина, добре, можел да предвиди за било кое, сега не знам што всушност претходно работел, можел точно да примети дека одредена работа мора секогаш да му биде под контрола. Так. Он е сепак стаен за генерален директор на Електростопанство на Македонија. Како генерален директор на Електростопанство на Македонија не смее да си дозволи одредени, битни, стратешки работи за една земја да не му бидат под контрола. Так. Има точно дефинирано кои екипи на луѓе му се за одржување, кои екипи му се за набавка на јаглен, кои му се за копање на јаглен, кога да се сето тоа организира, како да се направи, што да се случи со новите моменти и како да се развива Македонија во енергетскиот сектор. Самиот факт дека вие менаџирате со една толку сложена и толку компликувана област, имате одговорност пред цела држава, веројатно... Значи, Моне 100% одговорен, заедно со министерот и заедно со председател на регулаторна комисија, кој што цело време не презема ништо. Само што едно зборче да кажам, па продолжете. Како одговорни на секторот за енергетика, може за овие години, додека се на власт, ако посебно нагласиме дека откако последните Козјак и Света Петка се прави уште 80-тите, 90-тите, кога ја студирав и кога се проектира, па во поново време само се доизградија, можеше да го
активираат Чебрен, Галиште, Галиште, а не постојано да паѓаат тендерите. Немаме ништо ново, дополнително изградено, освен некои ситни хидроцентрали, мали хидроцентрали, фотоволтаици, ветерници, кои што не е се во можност да во моментот излезат во пресрет и да така, не може да ги спасат однапилат енергетската огромни количини, состојба, можат нешто малку, очигледно. така, и тоа се приватни, претежно. Така, што не ги задоволуваат потребите. Ќе замолам режијата, господинот Владо Сугаревски се обидов да го добијам преку поинаква апликација, преку Facebook. Дали сега се слуша на господинот Сугаревски? Микрофонот кај него е очигледно. Режија? Јас ве слушам добро. Вие ние сега одлично ве слушаме, конечно, супер. Значи, господине Сугаревски, вие сте поранешен директор на РЕК Битола, така? Било ми е што сте во нашата емисија, било ми е што сте со господинот Ѓорги Манасков во иста позиција, кој не сте присутен конкретно во студиото. Кажете ми, од аспект на човек кој што долги години поменал во РЕК Битола, како може да се дозволи државата главниот снабдувач со електрична енергија да остане без своите основни услови за работа? Како може? Тоа е, според мене, толку знаат менаџерите што го водат РЕК Битола. Од РЕК Битола, во РЕК Битола нема импровизации. Или ќе направите она како што треба, или ако не ќе се изгубите. Овие изгледа се изгубија во се, а се изгубија од непознавање или од нешто друго. Доведени се, макар да јас цело време ја пратам преку телевизија, оти сега сум пензионер, цело време зборуваа за хавари, за ворек, за ремонт. Па јас се прашувам, јас 30 години бев таму, јас не знам ремонт да се врши во ноември месец. Ремонти се вршат од мај месец па до, да речем, до септември. Од зимски услови. Но јас, според мене, не е проблемо толку до блоковите, до термоелектраните. Проблемот е ресурсот јаглен. Тие немаат отскривка на јаглен. Јаглен има. Има направено големи штети. Зошто велам штети? Уште на времето на Панде и Стојко кога беа директори, тие, кога го отвора уште рудникот на јаглен, тогаш го избираа само најквалитетниот јаглен, а другото го газаа најквалитетниот над 1800 килокалории. Испод 1800 килокалории го газаа, го покриваа, го оставаа. Но и тоа не е толку проблем, колку што, како одеа да вршат експлоатација, пример, кон јужната страна, северната ја направаа одлагалиште, одлагаа над него земја. Ги покрија подинските во стварност и другите јаглени што се таму. И сега, во стварност тие, дур да дојдам јас директор, кога дојдов директор, јас одма тоа го стопирав. А тоа е веќе 99-та година. До тогаш тие одлагаа и направаа, мислам, тоа геометрите многу добро го знаат, над 330 милиони метри кубни. Сега за да се експлоатира тој јаглен, веќе тие наближуваа кон таму, да се експлоатира, треба да се изврши, да се изваи тој што се однесе 330 милиони и плюс да се врши отскривка. Едноставно доведен е копот во РЕК во колапс. РЕК е клекнат и во стварност немаа јаглен отскриено. Само ради пример, сега колку тоа ќе ве интересира, во моје време ние одеме 2 години понапред со отскривка него со експлоатацијата. Значи за 2 години имавме обезбедено отскриен јаглен. 12 во моментот кога бев сменет на 7 ноември 2002 година, јас им оставив буквално на тацна 12
2,5 милиони тони јаглен. Буквално 2 години тие да не вршат отскривка, а термоелектраните да работат со максимална снага. И тие тоа го прават. Едноставно, сега дојдоа да тие каснат, тоа што значи 2 години. Според мене, за да дојде тие да можат да експлоатира, за да ги хранат термоелектраните, треба денес да запрат со никаква експлоатација и 2 години да вршат само откривка. Така, само да откриваат. Добро. Да откриваат. Господине Сугарев, мене тоа ми е јасно. Дека е направена грешка, веројатно со годините, не мислам дека е грешката само на последниот директор, не знам, на РЕК, туку тоа се веројатно грешки правени со генерации, условно да кажам, меѓутоа сега актуелната состојба кажува што? Дека РЕК може да се покрива само со увоз на јаглени, нема друг начин. Со оглед на тоа дека тамо резервите се смешно мали, рековме дека се одвајат за неколку дена. Тие воопшто нема резерва, тоа е 40.000. Тоа не е ништо, така. Бидејќи кога ќе кажете 40.000 тони, тоа за луѓето звучи многу, меѓутоа тоа за електраната е ништо, буквално. Тоа се 2-3-4 дена работа. За 2 дена работа на трите блока, ако работат. И тие не работат. Се цело време јас го слушам, првиот блок го вклучија. Го вклучија, ама никој не кажува колку мегавати произведува, колку произведува. Токму така, никој не конкретизира тоа. А велат ќе го вклучат и вториот. И со колку ќе работат, со 2 блока ќе работат и па не има да направат за 1 блок. Едноставно, зошто сега тоа? Според мене. Јас затоа велам, 40 тона ако ти не ти работат блоковите, ти ги имаш за 20 дена, например. За 30 дена. Добро. Ако не ти работат. А како го коментирате фактот? Како го коментирате фактот, го слушав денеска, односно го читав, да бидам искрен, не го слушав, господинот Ковачевски вели дека проблемите во РЕК не се, па тој прашање и за вас, не се неочекувани со оглед на тоа што опремата, техниката тамо е стара 40 години и дека тоа е нормален природен нечиси процес, бидејќи на 40 години стара опрема нормално е да има дефекти. Па се поставува прашање зошто не е обновен? Зашто за овие години не го направил? За кое мислите за термоелектраните? Да. Дека се стари, нема 40 години вели било старо све. Па добро, нели тоа се обновува, нели се купува нова опрема, нели? Се обновува. Едноставно ти му вршиш ремонт и ги обновуваш, ги освежуваш со нови. Едноставно тоа е. Според мене, да објаснам за обичните гледачи, ако вие колата е ремонтирате, ако секогаш ја одржувате, се нови каиши, се ти можеш да ја возиш, тоа е исто и со термоелектраната. Ако вие ги обновувате цевките во хотелот едноставно и се обновува, се репарира, тоа никако проблем нема стари. Тоа стари, тоа е приказна за оправдување. Така. Ако се тие стари, третиот блок стари е, тој не е работен, третиот блок. И испаѓа, најстариот блок му е најдобар. Што покажува тоа? Првиот блок му е најдобар, а првиот блок е најстар. Ето ако зборуваме за старо. Па добро, тоа нема никаква логика, господине Сугарис. Тоа нема никаква логика, првиот и најстар блок да биде најдобар. Така, и нормално е тоа зборам. Значи, едноставно, тоа дека се стари блоковите, тоа е приказна за мали деца, според мене, али за оние кои го познаваат тие работи, тоа не пали. Добро, а кажете ми, бидејќи ќе немаме многу време, господин Сугарис, кажете ми, бидејќи постојано ми пристигнуваат пораки, јас на вистина денеска се обидувам како октопо да фатам све, прашања дека што е со коповите во близина, например, само секунда да го најдам, и е вака. Зошто не се прави ископ на јаглен во околината на Мариовско витолишта, со оглед на тоа дека се знае дека тамо има јаглен, се гледа и при самите одрони на земјиштето дека стварно има јаглен, а витолиште не е далеку од РЕК Битола. Се овој прашање може би за 20-та, меѓутоа е сепак за вас. Има ли јаглен во околината за кој што може да се направи и обид? Јас знам дека тоа не може за 10-20 дена, тоа е процес, претпоставувам. Меѓутоа има ли јаглен кој што може да се ископа во оваа земја блиску до Битола? Има. Живојно е блиску до Брод. Гнеотино што вика.
Тоа е едноставно таа цела до грчка линија, до грчка граница, таа линија едноставно и таму кај Овчаране, тоа е линија истата што има насекаде има јаглен. Поживојно можете, оти кога дојдоа тие на власт, рекоа во рок од една година ние после една година ќе експлоатираме од живојно од јаглен. Еве помина 4 години. Но тоа не се случи. Нема ни мрднато, тоа е проблемот. Ти имаш уште во брод гнеотино јаглен. И остае таму багерите, кој му води колку отскрива, николку. Си игра играчки. Лежат багерите во последните години за заби. Замислете си, за заби, за да не можат да копа, ти лежи најголемиот багер 2000-арката. Тоа никој не го кажува. Точно. Во стварност овие години, кога велам зборам, не е во континуитет. Овие години, во последните 4 години, ти во стварност немаш едноставно запоставено е, само се интересира за камионите приватните да работат. Другото, ова, како да речам, овие нови менаџери, или, остај што не го познава Рек Битола, не го познава, дојдени со какви дипломи, тоа е прашање, се едноставно не ги интересира застоите на отскривката, никој не ги интересира дневно колку се отскрива, па ние во наше време, па ние буквално секој ден го разгледуваме колку во метри кубни сме извајле јаловина, за да можеме колку од прилика да експлоатираме јаглен. Колку тони. Ти се знаете, например, за 1 тон да извлечиш, треба најмалку 9 метри кубни земја да отстраниш. Значи, ако дено отвориш, пример, 1000 тони јаглен, треба 9000 тони, 9000 метри кубни земја да тргнеш. Овде никој не го интересира. Овде ги интересира, битна е камионите да работат, приватњаците да работат, тоа ги интересира. Камиони вршат. Во моје време ни еден камион јаглен не носеше. Ни еден. А сега, еве може да се провери тие 4 години, дали за транспорт на јаглен е платено на некој. Добро, а што мислите вие за идејата за набавка преку овие тендери што се објавуваат па пропаѓаат, за набавка на огромни количини на јаглен од Косово, од Босна и Херцеговина, од не знам каде? Колку е тоа стварливо? Господин Цигаровски рече, сега доаѓа зима, објективно доаѓаат невремиња. Како тоа? Изводливо ли е воопшто? Тоа е според мене неизводливо. Тоа е камион да ги храниш ти 3 блока, пример. Тоа е научна фантастика според мене. Прво плетвар како ќе говорат со 30 тона пример јаглен камионите. Еден камион не може ќе на плетвар да качи проводи. Не може да качи кој било камион. Со што ќе го качува на плетвар. Така. Тие може да режиме на автопат да и возат. Да возат. И рачунете колку. Оти тие, ако носат 30 тона, е прашање. Максимално тие толку можат. И сега ти, например, 900, ти там блоко, пример, третиот, дено треба да му донесе 6-7 тони јаглен. По 30 тона, нека се 200 камиони минимум треба да влезат денес. Некои зборува дури за 400 камиони што би влегувале дневно. 400 ако ти работиш и со другите блокови. Тоа значи дека тоа е буквално приказно, дека тоа е неостварливо. Тоа ми е поентата, дека тоа е само... Што добиваме со тој разговор, не разбирам. 200 тони зимата како ќе помини претвора, мене не ми е јасно. Така. Нема логика, значи, да проработи со увоз. Повелите, Не, повелите, кажете ви, господин Манасков. Да. Значи, вака, оно што рековме, џабе се тендерите дека ќе стигнат од Русија, од Полска, Чешка, значи тоа веќе не важи, нема можност. Значи, ова го дискутираме многу пати. Доколку има можност нешто да се направи во близина, затоа е тука направена Рек Битола. Рек Битола е тука специјално поставена стратешки, уште за време на Југославија, затоа што тој дел е полн со
јаглен и од тука да се црпи и да се знае Од- со години колку време може да се црпи и при тоа да се искористи неговата максимална употреба и тој јаглен да се користи за време на цело негово. Да, додека може да трае. Да трае, Јасно. да. Господин Сугарески, еве последно прашање од мене. Според вас, што може да се направи во иднина? Сега ситуацијата е таква каква што е, ќе преживееме некако зимава, ако треба ќе се грееме на дрва, не дај Боже да се шегувам. Меѓутоа, што може да се направи во иднина, што би препорачале дека треба да се направи за рек Битола да застане колку толку да ноце? Според мене треба со Словенија да се стапи во контакт. Словенците има решение јамски да го направат ова живојно рудник. Одма може да го направат. За брзо да дојдат до експлоатација. Тие посебни се машини за јамско копање. Знаеш, и да почнат експлоатација. Нормално да почнат да работат од скривките, да почнат да работат. Да се одскривка да се врши. Вилјардарките во Брод се остајани, најголемите багери се однесени за одскривање во Брод. Во Брод се остајани, буквално не работат. Тие можат да работат, замислете се 2000-дарка. Зошто се вика 2000-дарка? Па треба 2000 метри кубни во еден сат да копа тој. Одете, нека види некој оти за 24 сати тие 2000 не копаа. И како може да се изврши одсекот? Да се после овде од скривката во Суводол за Подинските што беше. Остајани само 2 багери и тоа едниот багер што беше нов 10-50 што вика па 2 години не работеше за банална работа со расправи дали гаранција има, дали нема гаранција, 2 години не работеше, не откриваше. И едноставно само наместо од површински копија сега жалосно е, новинарите треба да осликаат таму, наместо површински копија сега можеш да добиеш доем дека овие изгледа има намера јамски да го прават. Не е ни јамски, едноставно сите багери, сите три багери што вршат што треба да вршат на експлоатација, се пикнат и в дупка и чепкаат таму свесно да дојде до клизиште и сега тоа јаглено што е одоздола се меша со земја и во стварност денес можете да одите да видите онде на тие 40.000 што викаат тони. Тоа не е јаглен, тоа е земја. Само тие го облагодорува со помош на мазут, за да можат да го користат. И токму ради тоа цевките му се кинат. Зошто му се кинат цевките во котело? Па абразија наместо да се уфрла таму ситни частички од јаглен, дури запалени, затоа има таму млинови, наместо да се уфрлува запалени јагленова прашина, се уфрлува песок натре во земјите. И кој ќе ја уфрлува во котело, ги трија, му намалува дебелината на триење. На зидовито и пука. Чекајте, се извинувам, сакате да кажете дека овие последни 2 хаварии што се случија сега, пожарот пред неколку дена, се резултат на тоа што го зборувате? Не, едното е трансформатор, другото Едното беше трансформатор, тоа второто. Сакате да кажете резултатите на тоа што наместо јаглен се користи, како што велите вие, земја сполнета со мазут. Па токму тоа е убитачна е таа земја што ќе се уфрли натре. Оти тамава под притисок ти уфрлаш таму едноставно песок, тоа едноставно. Но господине Сугарески, ако е така, па тоа значи дека свесно се уништуваат тие машини. Па се колку разбира прашањето е. Оти се, пази добро, сето тоа што имаше кадар што разбираше, сето замина под пензија. Едноставно, секој што можеше колку побрзо под пензија и буквално сето ова кои се носат политички, наместо да учат едноставно, па ние кога се вработуваме, па ние години учеме, таму имаме отворено во термото имаше училница за секој барем еден сат да слуша предавање од искусни како го решавале таму проблемот, како го решавале и да речеме јас како инженер му вршев и предавање и на електричарите и на другите, како сум го отклонил дефектот. Денес кој го прави така?
дојде ни, како да речем, јас многу пати му велев пред да заминам под пензија, жолтоклунци, можете да замислите, а квака како квачка. Едноставно, тој го ставил да му шефува на тие искусствите. Дори тие искусствите тотално се разочара едноставно и кај нив дојде деморализација, се вели овие. Добро, неќе да работат. Ова е резултат на политизација на целиот процес, така, односно одење по линија на да ставиме наши луѓе на позиции, па сега какви се, такви се? Така е. Па по рамковиот договор колку запосле, можда 200-300, едноставно ги стави на раководни функции. Одма едноставно го носи техничар неискусен, го става техничар. И тој нема поминато од фази, тој не знае. Или во термото млади инженери дали со купени дипломи, ти термото да го запознаеш ти треба години. Прашај некој дали има некој сега, освен старите што беа, дали има некој да знае процесот на термоелектраната. Па не го знаат ни процесот на термоелектраната. Но, господине Сугарески, ова што го зборувате, мора да признаеме, е драматично. Вие велите дека луѓето што ја обслужуваат главната термоелектрана во Македонија не ја знаат својата работа. Односно, поставувате прашање дали воопшто знаат. За мене тоа е драматично, поразително и драматично во исто време. Затоа и тоа се случува. Па што кажувам, тоа секој го знае таму. И како да речам, се што беше искусно, наместо јас пред да заминам под пензија, јас му реком на тоа раководство, ова што доаѓа се, дајте, пуштите, ја ќе одам под пензија некој младо да го воведам во работата, од јас имам работено, јас бев одговорен инженер во термото. Па показна, после политичката смена Бранко Црневски и после 15 септември, она што велеше, ме пуштија во Рудников. Од Рудников што беа добри инженери, ги пуштија во термото. Ете, Спире Мавровски беше помошен директор, јас го бев генерален директор, помошен директор за производство. Спире Мавровски го пуштија во термото. Кон термот таму. И мене ме пуштија во Рудникот. Едноставно, или па некој ги пуштија, и ден денес стотици инженери има што се искусни, му попречил политички или некако, едноставно одат на работа, таму собрани зад Рудникот ѓомити, едни бараки има, одат на работа, земаа плата, никој ништо нема задолжение. Оди тие не можат да се справат, да речиме, ако со искусни, школовани, поминали 30 години таму, оди тој не може да му каже на овој, порно си вели, таму нека седи да не го гледам. Така. Господин Сугаровски, ви благодарам за учеството во емисијата. Се надевам дека повторно ќе имаме можност да поразговараме со оглед на тоа дека енергетската криза е стварност, реалност во Македонија. За сега толку и благодарам уште еднашка. Ние продолжуваме со емисијата, иако веќе од режијата ми јавуваат дека е неопходно да побараме пауза за реклами. Меѓутоа, ајде кога сме кај овој дел, кај Рек Битола, јас навистина гледам дека постојано се согласувате со зборовите. Па нормално, се е ова честно, коректно, професионално и стручно кажано. Значи, ова е тоа цело време што го дискутираме, дека и да може и заклучок да дадеме дека без професионално, одговорно и стручно познавање на работите нема да се одвиваат работите како што треба. Значи, луѓето што ги имаме во Македонија, имаме страшно добар кадар и на Машински и на електрофакултет. Ние ги губиме, ни бегаат во странство, затоа што не оставаме да бидат добро наградени. И сега што се случува, најбитната информација, ќе повикаме експерти, можеби од Словенија, како што го спомна господинот, да. Јанес Ковач е таму добар експерт и него ќе го повикаат и он ќе ни дава совети на нас од Македонија дека вака треба, онака треба, како ние да немаме тука дипломирани електро и машински инженери, треба да се ги земаме, да се ги скинеме дипломите да. И дека мора други да не обучаваат. Значи, до тој степен е донесена Македонија, дека стварно не ги бива, па дај да бараме странски експерти, странски други. Тоа не, ние во се бараме странски експерти. Сакате правосудство, доаѓаат странски експерти, сакате, не знам, води, сакате електрика, енергија. Све нешто странски, како ние да сме... се бараме странски експерти, па тоа е вистината. Ама нема потреба. Значи имаме тука страшно интелигентни луѓе, страшно интелигентен кадар кој што
А малку напредне, одма трени го на страна, човекот што да прави, си оди у странство. Премногу е опасен за да биде успешен да дома. биде успешен и да биде реален. Ако некој кажува честно реалноста и вистината, тој е веќе опасен за општеството. Така дојде моментот. Јас ова што го кажувам постојано, реално, сум секогаш можеби и лошо сватен, али сепак се трудам максимално да направам што е можно најдобро и со сите колеги од сите области, дали и од градежи, и од машинскиот електро, дури и од останатите струги, правиме максимално без политички некои препокувања, да го решаваме проблемот професионално и како што доликува. Да, велат дека вистината е како лек, горчлива, меѓутоа корисна, па сега кој се да слуша. Боли, меѓутоа тоа е незината работа. Да, почитувани гледачи, значи разговараме за енергетската криза, односно за кризната состојба која беше прогласена во енергетиката во следниве 30 дена со господинот Ѓорги Манасков, председател на Стопанската комора за енергетика, а имавме вклучување господинот Владо Сугаревски, поранешен директор на РЕК. Се враќаме во емисијата по кратката пауза за реклами. Да, се враќаме во студиото на Заспи ако можеш. Веќе разговараме за кризната енергетска состојба. Господинот Ѓорги Манасков од Стопанската комора за енергетика е тука. Разговаравме и со господин Владо Сугаревски, поранешен директор на РЕК, околу целата криза поврзана со недостатокот на електрична енергија кој што по се изгледа и за несреќа во најскорина ќе го почувствуваме и за поскупувањата кои што неминовно ќе следат, иако владата вели, односно министерот Бектиши се обидува да не убеди дека тоа сепак ќе биде во минимални количества, така да кажам. Во меѓувреме се случуваат нели настани на политичката сцена кои што тешко можат да се одбегнат, меѓутоа во случајов само да кажам дека последните информации говорат дека господинот Зоран Заев, премиерот и председател на СДСМ, за сега не дава оставка ниту на една од двете функции, дека има намера да остане барем уште некое време, иако во таа последна информација се вели дека сепак одлучил по тоа известно време во кое што треба да се завршат некои работи, сепак ќе се повлече од функцијата. Ќе оставиме да видиме дали тоа навистина така ќе се случи, а ние се враќаме на нашата примарна тема за вечерва, енергетиката. Господине Манасков, се случува тоа што се случува, РЕК Битола се наоѓа пред дисфункционалност, не дали е правилен зборот, пред во состојба на клиничка смрт, нема јаглен, треба да се увезе од надвор, дали ќе се успее тешко, велиме дека 400-500 камиони дневно не може да влегуваат во Македонија да носат јаглен, останува варијантата да се купува струја по каде поголеми, повисоки цени. Да. И сега одговорноста, велиме дека власта смета дека одговорноста ќе се бара откако ќе заврши кризата. Меѓутоа, реално граѓаните очекуваат одговорност сега и веднаш. Точно, значи компаниите и граѓаните, поготоа компаниите, барат одговорност од надлежните, значи Електростопанство на Македонија, Регулаторна комисија за енергетика, зошто не реагира? И при тоа, министрот за економија, господин Бектеши, сакаат да знаат што планира во моментот и како планираат, затоа што точно знаеме, и народот знае, дека нема јаглен, дека нема да почнат да го активираат РЕК Битола и при тоа мора да се купи јагленот, да се купи електрична енергија. Да. Штом ќе се купи електрична енергија, таа цена што ќе се купи електричната енергија во тој момент е таа цена. Цената до декември ќе рипне 300-400 евра. Мора да знаеме дека вештачки ја држиме цената од 37 евра, која што е за граѓаните и домаќинствата, а ја купуваме по 209 евра. А додека компаниите кои што треба да исто така купат електрична енергија, ќе купуваат по повисока цена. Значи не смееме да дозволиме граѓаните и компаниите да бидат излажани. Точно знаеме дека до нова година и после нова година ќе биде висока цената на електричната енергија и дека цената ќе расте и ќе расте. И јас предложив и втора варијанта, која што сметам дека е добра, доколку они се одлучат да ја применат. Затоа што рестрикција да се направи или планот за рестрикција, кој што не е штетен, а е во моментот многу потребен, е паметен да одредени
институции, билборди, јавно осветлување и така натаму, кои што можат да се изгаснат, да се исклучат. Светоци сме често пати, мислам дека има вести токму така дека на пример одредени светла по булеварите, па и по парковите работат во сред бел ден. Усред бел ден. Потполно непотребно. Па и пред некој ден баш исто гледам од центар, мислам низ центар кај беше горе кај касарната или ден, кисела вода, тој дел. Значи тоа баш во времето на изборите и дењи и ноќи работе. Но тоа беше во интерес на изборите, за жал. Да. Тука се обидува, се разбира да се добијат политички поени, меѓутоа еве сега зошто да не? Реално на никој тоа не му е неопходно ако навистина заштедиме на тој начин. Мене ми е интересно по социјалните мрежи веќе излегуваат граѓани, можеби и луѓе што се разбираат, верувам, кои што даваат совети исто така на граѓаните што треба да се прави, па еве известен Игор Сам Спешал, така барем се вика, предлага гасете сијалици кога не ви се потреби, нека не ви работи бојлер од 24 часа. Точно. Не го преполнувајте мобилниот уред до 100% батерија и уште да се полни. Точно. Температурата дома не мора да е над 20 степени. Компјутерот не мора да е на слип, односно може да се исклучи, а не да биде оставен на телевизорот, така е. Биди патриот, вели и помогни во енергетската криза. Дали овие работи се навистина корисни? Корисни се многу и доколку примети некој кога ќе ги исклучи овие работи во еден месец, дека сметката навистина ќе му се смали за некој си процент, десетина до 20%. Ние имаме стотина вакви точки кои што секогаш ги пуштаме како мали флаерчиња и како тетрадчиња, кога се онака за шкртање, каде што точно на секој страничка излегува по еден совет од енергетиката, што треба да направи за да се заштити електричната енергија, а при тоа да се добие поголем од и заштедата е на некој начин заработка од тоа што нема да ги потрошиме средствата. Добро, кога ќе појдете, пример, сега колку и да звучи можеби и ситничарски, меѓутоа кога ќе појдете во Германија или не знам во Шведска, јас барем каде сум можел да одам или во Австрија, сосема е нормално навечер да видите особено во малите градчиња, во една куќа, пристојна голема куќа, работи само едно светло. Во Македонија се подразбира да работи се. Ние светиме, гледате, не има. Значи, да, и ми вели мојот пријател од Германија, во случајот и да го поздравам на Благоја Класикот, вели овдека луѓето ако гледаат телевизија во дневната соба, навистина ништо друго не им е потребно. Кај нас тоа се навики и иако германците не се народ кои што имаат баш толку многу потреба да штедат. Меѓутоа се работи за корисна навика која што дава зашто да не. Имаат многу убави корисни навики во сите работи, не само во електричната енергија, значи со водата, штедење на водата, начинот на дури на распределување на отпадот, пошто и од отпадот може да се произведе електрична енергија. Само доколку знаете токму така. Да, и доколку Македонија сакаше Министерството за животна средина, можеше од нашиот рециклиран отпад, доколку се добија дозволи, има голем број на инвеститори. Значи, посебно сакам да нагласам за инвестиции кои што доаѓаат од Чешка, Полска, Германија и сака да направат една фотоволтаична или хидроцентрала или ветерница или еве сега тоа се алтернативни извори на енергија. Обновливи извори за енергија. Постапките се страшно големи. Прво мора пренамена на земјишта, после изработка на проектна документација, па заглавување по министерствата, општините, по администрација до бескрај. И така натаму регулаторна комисија на крај додека издаде лиценцата, он веќе се исцрпил година-две. Најголем проблем се административните застојувања кои што треба навистина се намалат за овие мерки да идат полесно и побрзо. Добивање на одобрение за градба и добивање на лиценца за градба за обновливи извори. Добро, тоа сега ни текнува. Имаме страшни проблеми во некои градови каде што и Министерството за транспорт и врски налага дека инвеститорот е во право, одредени службеници се земаат за право и градоначалникот дури има сериозен проблем затоа што тие се заштитени како бели мечки. Административците и он не му дозволува бара ова не чини, тоа не чини. Правната работа или по законот за градење, за добивање на било какво одобрение за фотоволтаици, хидроцентрали, он е надлежен да му го прегледа дали ги задоволува точките што се бараат, а не да му навлагува во деталите дали можело вака, можело онака, за да го одбива и при тоа да дополнително ги одбива инвеститорите или новите финансиски средства што треба да влезат во државата. Особено странските кои што навистина немаат веројатно нерви да трпат и по 2 години како што имаме премногу инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Македонија. Ја молам
државата и министерствата да помогнат на инвеститорите, да не ги бркаме, него да најдат начин како тие инвеститори што е можно побрзо отпочнат со инвестирање во Македонија, затоа што тој свеж капитал е и така добро дојден, за да може од и сега сами знаеме дека доаѓа и економската криза. Значи можеме уште сега вечера да најавиме дека економската криза ни е на прагот и дека може да очекуваме големи проблеми меѓу граѓаните и компаниите, затоа што голем број од компаниите нема да можат овој удар да го преживеат. Добро, вие пред неколку месеци кога ја објавивте, кога самите ја прогласивте таа енергетска криза, се уште некако ве гледа така низ призмата на недоверба во смисол, добро, господин Мансков си кажува, меѓутоа еве сега имаме како факт, сега велите енергетската криза дефинитивно доаѓа. Дојде го тоа, нема. Ние зборуваме, секогаш зборуваме дека ќе дојде, меѓутоа единствено Македонија остана со енергетска криза. Сите други го реши на време уште во август, септември, октомври. Значи, зборуваме за соседите, така? За сите соседи, значи само Македонија се наоѓа во енергетска криза. И само Македонија зборува за енергетска криза, никој не зборува веќе за енергетска криза. Што е резултат дефинитивно на нашите внатрешни, односно системски неспособности, кои што мораме да ги аплицираме на конто на владата. Во принцип, тоа е тоа. Да, сметам дека сите тројца треба да си преземат одговорност, или да бидат разрешени, или да си дадат оставка, а ги замолувам, поради тоа што се сепак стручни лица и интелектуалци, да направат нешто, да дозволат да дојде некој кој што може да превземе некои покоректни чекори и да се спасат граѓаните и компаниите. Значи, ова е со добра намера, да не мислат дека и кај мене се случува на работа, доколку некој не го бива, сака да остане на таа позиција, подобре да си замине, да дојде на негова позиција друг човек кој што може да работи таа работа како што треба, отколку да остане истиот и работата целосно ќе пропадне. Значи, се ќе се уништи, доколку еден неквалитетен или човек со непознавање на своите работи се задржи тука и нема да може ништо да се успее, ниту да продолжи понатаму успешно. Еве ја сметам дека самото дејство што се врши врз него овие 2-3 месеци, што не превземал ништо, самиот се чувствува веќе обезвреднет и дека сега колку и да му дадеме можност да продолжи, не верувам дека некој не би нашол начин, еве да каже од утре почнувам и дај се ќе среда. Така. Баш би сакал тоа Морам да да признавам, почитувани гледачи, дека и пристигнуваат постојано информации поврзани со темата за која што разговараме, меѓу другото и со лицата кои што се на одредени многу важни функции во ЕСМ и во термоелектраните, луѓе кои што според тоа што се пишува воопшто не ги исполнуваат ниту елементарните услови за да бидат на тие квалификувани позиции, меѓутоа добро, тоа ќе го оставиме сепак за некоја друга прилика. Господин Манасков, ни истекува времето дефинитивно, само уште еднаш спомнувам, вие сте еден од поголемите поборници за проектот Дунав Морава Вардар. Да. Тоа е нешто најдобро што треба да се случи на Македонија. Доколку и успее тоа, Македонија ќе застане најстабилно што може, затоа што ќе стане прво пловен. Што значи самото тоа пловен што ќе стане? Значи бродовите што треба да вртат преку Босфор за да стигнат до Белград и нагоре, самите ќе вртат и ќе добијат подобра такса, а веќе имаме организирана како комора со голем број надворешни компании. Значи ние како Стопанска комора за енергетика имаме подпишано меморандуми со многу земји за инвестирање и обезбедено капитал кои што може тоа да го направат без проблем за многу кратко време. По завршувањето на проектот ни го ставаат на нас на користење, ќе го користат 10 години, а со тие 10 години што ќе го користат, ќе го дополнително разработат, тој профункционира и имаме нешто кое што Македонија понатаму ќе може да се гордее со тој проект. За Македонија е доволно некаде во моментот околу 1,5, да речеме, гигават часови на електрична енергија. Се што ќе добиеме плюс, не ни е на одмет. Ние во моментот дали имаме 500-600, дури и многу помалку во моментот, мегават часови. Али сметам дека колку порано почнеме, толку побрзо ќе завршиме и толку подобро ќе оставиме и за нашите генерации, а и за нас
да поживееме поубаво и посреќно во оваа земја. Така. Ви благодарам, господине Манасков, за учеството повтор пат во емисијата. Навистина корисен, верувам, и практичен разговор имавме. Така. Верувам дека ќе имаме и повторно прилика. За жал, енергетската криза по се изгледа ќе потрае, па ќе мораме повторно да се најдеме на истава маса или можеби на некој поинакво место, дека се надевам дека токму тука ќе не дојдете за повторно да споделиме информации, а плюс тоа особено би сакал повторно да кажам дека и оној проект за кој што вие сте најголем заговорник, исто така е потребно да се елаборира на поадекватен начин. Спремни сме, значи, интересно. Сега го работиме во 3D и ќе биде интересно да се презентира пред граѓаните. Така. Ви благодарам за учеството уште еднаш, почитувани гледачи. Тоа беше Сезер вечер. Разговаравме со господинот Ѓурѓи Манасков од Стопанската комора за енергетика. Го вклучивме и Владо Цугаровски, поранешен директор на РЕГ. Горан Мамиров така беше вклучен преку Zoom. Тоа е тоа. Погледнете го утре репризното издание на оваа емисија во 15 часот, а утре вечер повторно во живо во 22:30 со мене и со Горан Мамировски. Имајте пријатна ноќ.